Драги гледачи, моја денешен гостин е автор Жан Илиевски, кој што живее во Германија, но во Македонија ги издава своите книги, односно во Скопје. Жан, добро утро. Добро утро. Се прилагодуваш повторно на Македонија, на Скопје, со оглед на тоа што Германија, како Германија, или кажеш ти за Германија накратко? Да, доаѓам прилично ретко, да не речам секои 3 години, затоа тешко ми треба малку да се аклиматизирам повторно на македонскиот јазик, дури некојаш кога пишувам книги ми треба доволно време за да се сетам на правилниот збор. Меѓутоа во интервју е малку подруго и и во секојдневниот живот ми треба малку време да се вратам, да се сетам на катчињата во кои што сум растал, Так. Во секој случај интересно е и промените се, разбира се, многу големи после 3 години, Така, верувам дека се многу големи промените. Ќе ти оставиме простор кога што ти е потребно нели да се сетиш на зборовите, не брзај. Тука сме опуштена утринска емисија. Целта ни е да ги промовираме твоите книги без разлика што живееш во Германија. Од таму пишуваш, тука ги издаваш. Цик-цак куку и Трезност и лудост. Ова е твојата прва книга на која што ми кажа дека си многу горд. А ова е твојата последна, Цик-цак куку, и третата која што се подготвува, односно третиот роман кој се уште не е издаден, но ќе зборуваме за него. За каква тематика станува збор? За каков вид на роман? Првиот роман е класичен роман во смисла линеарна приказна, реализам. Големо семејство, многу ликови, многу места се случува во Шпанија, во Италија, во Соединетите Американски држави. И тоа е еден кунстлер роман, значи тоа е германски термин, кој што значи развојот на еден уметник од почетокот до крајот на животот, Вториот роман се случува во Шпанија, значи во Берлин, една половина во Берлин, една половина во Шпанија, во Пуерто де ла Круз, тоа е на Тенерифе, помал град, и Мадрид. Тоа е постмодерен роман, тоест испреплетени се неколку нарации и е доволно експериментален и за мене ми се чини и за читателите би бил интересен како да не речам нов вид на четиво, не типичен, Која е пораката? Што е оно што сакате да го пратите на крајот од роман? Нели секогаш авторот има некоја скриена порака или нешто што сакате да им испратите до читателите? Во двата романи која е целта на крај? Која е пораката? Две различни пораки. Во секој случај првиот роман многу повеќе е ајде да кажеме приказната за Сизиф, дека го буткаме каменот цело време, тој паѓа, ние повторно го креваме и дека не можеме да избегаме од себе си, тоест тоа е приказна за човек кој што во последните години од својот живот се обидува уште еднаш да сврти нова страница од животот и никогаш да не се сврти наназад, Значи е многу би рекол оптимистички роман, додека пак вториот е може да се каже еден вид на катарза која што може би очекувам читателот да ја добие на крај. Не би сакал многу да го откривам крајот, бидејќи е отворен за повеќе интерпретации, но во најмала рака станува збор за многу трагична приказна, за како би се справиле во случај на смрт на мало дете, тоест на некој кој што ни е ајде да кажеме смисла на животот, и дека животот би требало и би можело да има смисла и понатаму, Во таа смисла е многу попесимистички од првиот, меѓутоа што реков, се трудам да луѓето доживеат трагедијата и да сватат дека и после такво нешто може сепак да се живее, Така. Ве прашав бидејќи имаат многу интересни наслови, многу драстични. Од трезност и лудост до цик-цак куку. Значи што значи тоа, Што значи трезност и лудост? Можеме да знаеме што значи, но цик-цак куку. Што е со насловот? Значи цик-цак, нели, како се движиме, низ животот. Значи цик-цак куку е така прилично
поетски би го нарекол наслов. Куку е она што ние го викаме дзе во македонскиот јазик, која се криеме, да. Куку во многу латински јазици тоа кога детето се крие и дирка од позади. А цик-цак е јасно, нели што? Значи со тоа се најавува еден вид символичен, нели, насловот. Има и фактички делови во него, се разбира, да, за движењето на едно семејство по угорнината на животот, да. Затоа е цик-цак, кога одиме по горницата, наместо да одиме директно и да ни биде тешко, можеме да одиме лево-десно и да ги смалуваме аглите на движење, да. Значи, во таа смисла е, да, а куку е, да, таа детска игра, да, со малку трагичен, се разбира, крај за некого не, значи ќе мора човек да прочита книгата за да свати што значи цик-цак куку, меѓутоа го има и во преносна смисла и во фактичка смисла во книгата, затоа, да, еден вид преносно значење, да. Само доволно мислам дека доволно ги заинтересиравме гледачите за да ги купат книгите, а самите да откријат, нели, како велат некогаш и читателот ја прави содржината, тие самите да си го направат крајот читајќи ги двете книги. Многу успех понатаму и со само за крај, како е во Германија? Каков е животот во Германија? Да, значи Германија мене ми е интересна, меѓутоа јас сум локален патриот на Берлин, така да силно се идентификувам со Берлин и можеби дури со делот каде што живеам, Фридрихсхајн, бивше работничко мало, со релативно убава архитектура за Берлин, да, 100 годишна барем, со многу историја. Има ли македонци во Берлин посебно, дали се дружите? Не би рекол дека има многу, повеќето од нив живеат во западна или во јужна Германија. Се дружам со многу експати, тоест повеќе од со луѓе кои што зборуваат на руски јазик, да, пред се, и се разбира многу англојазични, да. Да, меѓутоа, како што реков, да, Берлин ми е вториот дом, да не речем, можеби веќе ми станува прв дом, веќе 15 години живеам таму, затоа ми е, да, речиси уште малку и колку драг како и Скопје, да. Среќан пас назад до Германија, уживе во деновите тука кои што во Скопје ќе ги поминеш. Имаш уште една причина, тоа е матурската вечер која што нели ќе прославите заедно со вашите колеги, студенти од тоа време, средношколци како се викаат. А до тогаш уште многу книги ние те чекаме повторно на интервју со твојот трет роман кој што рековме треба да излезе. Фала многу. Ви благодарам на поканата.